Добре дојдовте во утринската програма. Она за што ќе разговараме е кампањата на Министерството за труд и социјална политика заедно со УНИЦЕФ за пријавување на згрижувачки семејства, една активност што се спроведува заедно тука и со Домот за згрижување на деца без родители и родителска грижа 11 октомври. Каква е постапката за оние што сакаат да се пријават? Има ли нешто поедноставување за да можат побрзо да ја реализираат оваа желба? Добро утро и од мене. Така, веќе отпочната кампањата на Министерството за труд и социјална политика, која што ја спроведуваме заедно сите, значи центрите за поддршка на згрижувачки семејства. Тоа е едниот од тие центри овој овде каде што сме денеска присутни. Центарот за поддршка што е во Битола, во рамки на Домот за доенчење и мали деца, и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства при СОС детско село. Заедно со поддршка на УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика ја спроведува комуникацијската кампања овој пат во насока на зголемување на бројот на згрижувачки семејства, односно да ги поттикнеме сите оние граѓани кои сакаат да се занимаваат, бават со една ваква професија, да се приклучат во нашето големо семејство на згрижувачки семејства. Имено кампањата, паралелно со кампањата, односно на самата кампања, предходеше и веб страната на која е згрижувачки семејства.gov.mk, која е на Министерството за труд и социјална политика, каде што се дадени сите чекори, сите информации за граѓаните, за сите оние на кои што не ви секако им е достапна, како и на каков начин да се пријават, каде да се обратат и кои се оние основни базични услови за да некое лице стане згрижувач. Исто така на самата страна има многу корисни информации за тоа што значи згрижувањето, каква е услуга, какви лица, односно деца се згрижуваат во рамки на згрижувачките семејства. Но покрај ваквиот начин на допирање до граѓаните, секако тука сме и ние и центрите за социјална работа широм државата, каде што секој заинтересиран граѓанин може да се лично обрати или телефонски и да ги добие детално информациите за тоа кои се критериумите, која е онаа документација која најчесто е потребно да се прибави за да се влезе во процесот на стекнување со статус на згрижувачко семејство. Сега има и, оние се ги спомнавме пред малку 5 чекори, значи додека да се дојде до лиценца, односно до потврда дека едно семејство може да биде згрижувачко или еден поединец може да биде згрижувач. И може да биде и на повик, така да речам, значи неговото семејство, кои се оние оперативни работи што ги добиваат за да станат згрижувач. Да, покрај законски пропишаните критериуми, секако тука од најголемо значење е всушност нашата работа и оној дел на проценка на подобноста на секој семејство, која уфаќа низа на активности, од утврдување на стамбено-материјалните услови на потенцијалните згрижувачи, па се до проценка на нивните лични карактеристики и компетенции како цело семејство, односно колку тие ги задоволуваат и личните, човечки, морални, етички компетенции за да ја работат работата како што е згрижувањето. Во тој дел главна улога пред се има центрите за поддршка на згрижувачки семејства и стручните лица во истите кои треба да го спроведат целиот процес на проценка на нивната подобност и секако да спроведат задолжителна и основна обука во траење од 30 часа, која што обука им дава, односно им го шири знаењето на потенцијалните згрижувачи воопшто за целиот процес на згрижување, за сите убави и можеби оние помалку убави работи со кои може да се соочат во текот на пружењето на грижа на едно лице, особено ако земеме предвид дека најчесто деца се сместуваат во згрижувачки семејства, дека тие раснат и дека секоја година си носи своји предизвици, така да обуките се еден добар начин да на многу практичен начин тие ги добијат основни знаења, па и предзнаење за одредени начини, алатки, механизми како да се справат со одредени предизвици, што е она што од друга страна ние како
некој кој што врши контрола на видот на грижа, односно контрола на квалитетот на грижа, и од една страна, од друга страна центрите за социјална работа како старателски органи, што е она што ние го очекуваме од нив, каде и кога треба да се обратат и зашто. Така да, тоа е еден цел процес до моментот на стекнување на статус, но еден премногу убав процес каде што, освен што меѓусебно се запознаваме, исто така, како што реков, стекнуваме знаење и разменуваме искуства едни со други. Згрижувањето не значи старателство, бидејќи во јавноста има некои забуни од оние што се одлучуваат или сакаат, па некако да не дојде до мешање на овие работи. Згрижување е едно, старателството е сосема друга работа. Вие сте старатели на децата онаму каде што е одредено. Така. Во најголем дел од случаевите, старатели на децата се службени лица од центрите за социјална работа. Во одреден број може да се јават нели поблиски роднини, но најчесто во јавноста се меша згрижувањето со посвојувањето, бидејќи секогаш кога и ќе се обратат со одредени прашања, следно, освен тоа што треба да направам за да станам згрижувач, следно прашање е дали ќе можам да го посвојам тоа дете. Нашиот закон тоа не го дозволува, односно поставува едни јасни граници помеѓу тоа што е згрижување и што е посвојување. Децата во рамки на згрижувачките семејства остануваат до својата 18 годишна возраст, но згрижувачкото семејство е една најдобра форма на грижа на дете кое има потреба до создавање личност. Така, и сакам да кажам дека не секогаш децата остануваат до 18-та година. Имате деца кои се сместуваат во згрижувачко семејство и кое за време на трајањето на грижата, доколку се деца кои се во регистерот, ќе следи процес на нивно посвојување од страна на посвоителско семејство, што значи дека доаѓа до напуштање на згрижувачкото семејство или пак онаму каде што постојат услови, потенцијали во рамки на биолошкото семејство, детето да се реинтегрира назад во биолошкото семејство. И тоа е всушност основната и најголема разлика, бидејќи згрижувањето е една привремена форма која што му возможува на детето и на лицето во дадениот момент кога ја има потребата да биде заштитено, згрижено, да ја добие сета потребна љубов и топлина, да му биде тоа возможено. Има ли интерес кај луѓето да згрижуваат? Вашите сознанија колку има до сега? 60 семејства, како е бројката? Така, ние сме од 2021 јули функционираме како центар за поддршка и како некој кој што во основа го е насочен кон стимулирање на јавноста, односно потикнување на се поголем број луѓе да се јавуваат, е воочливо дека бројот е константно расте. Паралелно до сега имаме околу 66 нови згрижувачки семејства од она бројка со која што почнавме, така да во моментов во рамки на нашиот регион имаме 177 згрижувачки семејства, на ниво на државата 360. Тој број расте, но кога го гледаме на глобално ниво, на ниво на цела држава, пак ќе кажеме дека нам ни требаат се уште и се повеќе и повеќе згрижувачки семејства, бидејќи имаме и згрижувачи кои што веќе навлегуваат во едно зрело добра во постари години, кога веќе престануваат да ја обавуваат оваа функција, па така да по едни природни токови треба да имаме подмладување, да. Јас ви благодарам за разговорот и натаму ќе ја следиме состојбата, ќе видиме што докаде е со кампањата и колку барем во овој период иден што доаѓа се пријавиле, па можеме да дојдеме и на обуките, ќе се договориме. Јас ви благодарам уште еднаш.